Костовски, како да не сте пратеник во држава во која што се прогласени 3 кризни состојби, и тоа ни помалку ни повеќе за 6 месеци. Значи, државата планира дека во наредните 6 месеци ќе бидеме во тешка криза, а вие тука ни зборувате за консолидација, за зголемен економски раст и за подобар живот на граѓаните. Не се согласувам во целост со вашето излагање и може би очекував поразличен пристап од вашите претходници, но и вие како и нив се претопивте во сивилото и едноставно го интерпретиравте буџетот со сите бројки во него, но не кажавте ништо корисно што граѓаните би ги интересирало. Не можете да зборувате за подобар живот на граѓаните кога долгот на државата ќе расне за нови 545 милиони евра. Наместо реално да ги согледате недостатоците, кажувате само пофалби и тоа е во ред, но јас ќе ви кажам дека растот, односно подобрувањето на животниот стандард и оние 4,6% што ги најавувате се неостварливи и нереални и тоа ќе го видиме многу брзо со најновиот ребаланс кој што ќе ни следи. Понатаму се фалите со зголемување на средствата кои што се собираат од даноците и од казните. Не е тоа за фалење, колега, и реплицирав исто претходно и на колешката, затоа што го одравте народот од казни. Планирате зголемување на 140 милиони евра повеќе од лани, од даноци, и 145 милиони денари од казни или 9% повеќе од лани. Со ова ниту го помагате стопанството, нити ги помагате граѓаните. На една страна ги помагате со камати, со нови задолжувања, а од друга страна не можат глава да дигнат од нови казни. Малите и средните предпријатија исто така се на работ на преживување, а се повеќе семејни бизниси се затвораат. Сигурно е иста ситуација и во Куманово, како што и во Тетово, и во Скопје, и во цела Македонија. Доволно е да прошетате по улиците, ќе видите дека не функционира стопанството. Понатаму зборувате за кратење на непродуктивните трошоци и ќе ви кажам дека за купување на нови возила со новиот буџет се предвидени 5,4 милиони евра. Да ве прашам колку амбулантни возила можат да се купат со овие пари. Но и тоа може би ќе го пресметате, но вашиот министер за здравство во заминување, Венко Филипче, има намера да ја приватизира итната медицинска помош. Зошто? Затоа што е неспособен да направи ништо повеќе околу тоа, да ја опреми истата со нова опрема, со возила и најлесно да се приватизира. А најверојатно се знае и кој ќе биде добитникот на главната награда. Понатаму, за мебел 1,8 милиони евра, колку противпожарни возила се, тоа може да ми кажете. За договорни услуги 116 милиони евра, за стоки услуги 327 милиони евра. И треба да признаете дека немате намера да се откажете од луксузот и имате намера да продолжите да владеете на овој начин, преку криминал, корупција и купување на пратеници.